Со цел да се зголеми земјоделското производство, квалитативно и квантитативно, станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство во соработка со фирмата Скопски легури денеска го започнаа опитот за производство на ориз со примена на средство за подобрување на минералните својства на почвата тераграмин. Паралелно на идентична површина од 1 декар ќе се произведува ориз на традиционален начин, при што стручни тимови ќе го следат процесот од сеидбата до жетвата, за на крај да ги сумираат добиените резултати. Се работи за демонстративен опит со тераграмин, кој всушност представува еден подобрувач на својствата на почвата, кој што е испитан лабораториски, докажан и е ставен на листата на биоѓубрива, подобрувачи на својствата на почвата, во испитање во фитосанитарната лабораторија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи, поставувањето на овој опит е на површина од 1 декар, која што ќе биде споредувана со друга површина која се наоѓа веднаш до неа. Се работи за оризова површина, значи ќе биде поставена за оризова култура. Споредбената површина ќе се одгледува на традиционален, конвенционален начин, како што и досега кај на земјоделците го прават тоа, и така што подоцна ќе бидат споредени резултатите кои што ќе ги добиеме со примена на овој тераграмин. Представникот на фирмата Скопски легури за овој производ кој треба да влијае за унапредување на оризопроизводството вели: Испитувањата што се направени при факултетот за земјоделство, храна и науки, добиени се позитивни резултати, така да нивното одобрение може да се употребува во земјоделството во широк спектар на гранките. Конкретно во пољоделството, лозарството, овоштарството, исто е погоден за да се употребува и во градинарството, како и во расадничкото производство. Инаку самиот тераграмин е стерилен, така да може да се употребува органското производство, како што спомна господинот Захариев. Никакви штетни последици нема, исто така поради тоа да има и своји специфични својства, значи поради својата pH вредност доста е погоден за кисели почви, ги неутрализира, исто така во својата хемиски состав, конкретно ќе биде погоден за оризовите полиња, кои што имаат доста силициум. Друго, самиот тераграмин има такво својство да е хигроскопен, така да ја впива влагата во себе, ја задржува и постапно ја пушта за потребите за вегетацијата на самите култури. Исто така има својства да ја прочистува самата површина, самата почва, еден вид деконтаминизатор доаѓа. Исто така тоа е доста погодно, ја прави растресита почвата, така да го регулира водно-воздушниот и топлотниот режим. Инаку проектот што се спроведува во Чешиново е еден од вкупно 7 со кои се вршат опити на други култури. Овој опит кој што денеска го поставуваме во Кочани е еден од 7 предвидени опити кои што во соработка со Скопски легури ќе бидат поставени на ниво на цела Македонија. Значи имаме поставено опит на насади со круша, јаболка, потоа праска, има поставено опит во оранжериско производство на градинарски култури, на насади со тутун, и овој кај нас, значи во склоп на тие 7 предвидени опит. Во текот на производствената сезона во различни фази ќе се организираат трибини со земјоделците за да се запознаат со резултатите од примената на тераграминот, меѓу другото и од аспект на органското производство.